Здраво на сите, добродојдовте на уште еден PyData настан јуни во Скопје. Официјално за оваа сезона последен, затвараме со тројца момци што ќе ни презентират нешто и за мене сосема непознато во светот на quantum computing, да видиме што ќе испадне. Му верувам на тројцата плюс заради тоа што освоиле на светски настан Паскал, што мислам дека се викаше фирмата која што го организира. Второ место, така да сигурно е добра презентацијата. Јас да ви се заблагодарам за присуството ваше. Може после да се разладиме со некое пиво, да ви посакам убав распуст, одмор на сите. Се гледаме после од септември натаму пак со нови теми, нови презентери. И така, да, спремајте се некој ако има некоја тема интересна што сака да ја сподели со сите, бујрум, слободно. И така, толку од мене, на бина сона се Никола Гилев, Алек Пачемски и Петар Крстевски. Еден голем аплауз и да почнем. Здраво на сите, фала што дојдовте. Денеска ќе ви презентираме за нашата солуција што освои второ место на Паскал надпреварот, кој што беше кажано. Quantum Real-Time Algorithm for Wildfire Containment. Ќе зборуваме за мотивацијата, што направивме, како беше структуриран надпреварот, и ќе збориме подетално после за датасетот, моделите што ги користевме и солуцијата воедно. Накратко кажано, мотивацијата ни беше во тоа што пожари се случуваат, wildfires или диви пожари во Македонија се случуваат многу, односно и во Балканот се случуваат многу, се повеќе и повеќе. Кој што знаеме, у претходните години имаше многу површина што изгоре и во Македонија и во Грција и така натака. И дел од целите на надпреварот беше да искористиме вештачка интелигенција, користејќи квантум компјутери, за да придонесеме до некакви општествени бенефити. Како што кажав, цело време површината што гори од година година се зголемува и со тоа што последните 2 години имавме најголемо покачување на површина што е изгорена. Како што може да ги видиме овие слики, не е само проблем во Македонија, туку се случува се почесто и почесто во цела Европа. Дополнително има уште еден проблем, дека се ова прави огромни економски штети, не само од емисија на јаглерод диоксид, туку и огромни се штетите за справување со овие пожари, не само од аспект на ресурси, туку и од аспект на површината што после треба да се реплентне, да се стават нови површини и така натака. Дополнително имаше уште една цел што беше дефинирана од надпреварот, тоа беше да ги адресираме на некој начин SDG целите. Што се SDG целите? Во 2015 Обединетите нации поставуваат цели кои треба да се постигнати до 2030, каде што има одредени категории во кои треба да се направи прогрес во општествени категории. Ние конкретно одбравме 15-тата и 13-тата, што е подобрување на животот на земјата и како се вика life on land, и исто така климатски промени да пробаме да направиме. И сега што е всушност целата поента на надпреварот, зошто квантум, што направивме со квантум и така натака. Квантум моментално е многу неразвиено поле во однос на комерцијални потреби. Многу полето е претежно ресерч. Моментално у светот има само 2 компании што прават било какви вистински компјутери за квантум и така натака. И една од целите на надпреварот беше да се покачи не само вниманието, туку и луѓето да, како да кажам, студенти и луѓе да почнат да работат на поише применливи проекти користејќи квантум. Двете најголеми предности на квантум е дека имаме многу ефикасно, многу е брзо, доколку проблемот може да се представи за квантум, и дополнително е computational power што треба да се направи нешто или да се пресметаат покомплицирани проблеми е многу мала. Дополнително, како што кажав, една од најголемите предизвици моментално што се случува со AI и со дата центри и така натака, дека еден од најголемите контрибутори на CO2 emissions е дата центри,
не само за работење на AI модели, ама било какви големи пресметковни оптимизацијски модели, бараат многу computational power, сето тоа кошта на некој начин не само во струја, и во manpower, во дата центри, површина и така натака. И сега ќе објаснам поише околу надпреварот и што резултати всушност добивме од тоа. Надпреварот беше хакатон што траеше 30 дена. Во тој период имавме предавања од и лекции од експерти не само од полето, туку и од луѓето кои работат во Паскал. Тука добивме инструкции за како работи квантум, што се случува, како се пресметува импактот на квантум, како се подобруваат работи, алгоритмите и така натака. Една главна цел беше да добивме еден прирачник каде што на некој начин имавме инструкции за како треба да пресметуваме работи. Тоа беше првиот предизвик, дека тој прирачник беше премногу генерален и не беше дефинирано вие ќе работите на овој проблем, вака се прават пресметките, туку само генерално вака се пресметува струјата што би ја трошел квантум компјутер, вака се пресметува импактот и така натака. И дополнително уште еден проблем беше што ние добивме симулатори со finite број на qubiti или како да кажам processing единици, processing units, и делот над преварот беше ние да сватиме всушност како може да ги употребиме моменталните ресурси за да донесеме нешто што е tangible, што е вистинско на некој начин, за да извадиме бројки. Кој што може да видите овие пресметки, имаме на Classical Baseline и Quantum, само не интересира. Classical Baseline е истиот наш истата наша солуција, истиот наш алгоритам, колку би коштало и кои би биле бројките да би биле направени на пример на облични компјутери, а на десно Quantum Outcome е што ние постигнавме со вистински пресметки на нашиот алгоритам. И сега тука можеме да кажеме дека нашиот алгоритам беше околу 700 пати подобар или по-ефишент него нормално што би било на Quantum. Се разбира тоа е тестирано само во рамки на нашиот систем и скалирано многу малце. Не знаеме, мислам, не можеме да знаеме моментално како би скалирало, но ќе зборам поише за тоа понатака. Целта нас ни беше да направиме алгоритам што во вистинско време може да направи пресметки и да даде информации каде треба да се распределат ресурсите за справување со пожари, односно како најдобро да се распределат ресурсите. Ресурсите во овој контекст може да значат било што, manpower, колку вода, каде да се распределат различни противпожарни методи и така натака. Има методи каде што се бутка земја, например, и така натака, и се ова се дефинирани како специфични ресурси што ги користи нашиот алгоритам да пресмета каде е најоптимално, кои делови да се пресметат и така натака. И дополнително беше целта не беше само да имаме систем што е изолиран, кој еве работи, туку требаше да направиме систем што може да се интегрира во моментални противпожарни агенции, за да можат они во вистинско време да користат, да добијат некаков бенефит од сето ова. Накратко кажано, нашата солуција е наменета и дизајнирана да се интегрира со целиот противпожарен систем или да речам као една противпожарникарна. Што се случува е дека пожарникарната организација кога ќе детектира некаков wildfire или див пожар, праќа слики на некој начин. Тие слики се сателајт слики со 23 канали на различна дата, концентрација на оган, јачина на оган, температура, altitude, односно висина, повише geospatial податоци. Ја добиваме ние таа слика преку нашиот AI модел што го имавме развиено, за кој Петар ќе збори подетално понатака. Направиме предпоставка за како ќе се шири огнот во дадена временска рамка и потоа моменталната состојба на огнот и предиктед состојбата на огнот ја енкодираме на некој начин, ја претвараме во матрица за да може да ја представиме односно да го решиме оптимизацијскиот проблем преку кубо. Односно кубо е начин да го представиме проблемот за да може QAA, Quantum Adiabatic алгоритам, да го оптимизира или да го реши тоа. Всушност не само што пробуваме да го решиме оптимизацијскиот проблем, туку пробуваме тој оптимизацијски проблем да го представиме за да можат квантни компјутери да работат врз тоа, бидејќи квантните компјутери не можат само
не се на некој начин се уште black box, каде што можеш само да им дадеш и run this алгоритам и ќе работи, туку мора да ги адаптираш твоите солуции, мора да го представиш во форма каде што може да го разбере квантниот компјутер и тие алгоритми да рануваат врз него. Накратко ќе го објаснам алгоритмот или процесот на алгоритмот што се случува. Тука е подетално објаснет, ама мислам дека подобро ќе биде на сликата само да објаснам. Значи од која ќе всушност идејата на сето ова дека треба ние да имаме континуиран процес интеграција во системот каде што, како што кажав, од која ќе се добие да кажам алерт за пожар, AI моделот предвидува, како што кажав, моменталната состојба и следната состојба се пушта, се енкодира, тоа кубосолверот го решава, ни дава некоја оптимална стратегија, се процесира тоа за да може да го користат пожарникарните сили да знаат каде да ги распределат ресурсите во вистинско време, добиваат оние информации и тој процес се повторува цело време. И нашиот алгоритам е дизајниран да може да континуирано да се случува тоа. И сега околу датасетот и AI моделот ќе му предам на Петар да ви објасни. Фала ти. Здраво. Ќе ви изборам сега накратко за податочното множество што го употребивме, AI моделот што го употребивме, што се состојат тие, зошто ги избравме, кои беа предностите и недостатоците. Податочното множество што го избравме беше се состоеше од 13.607 сателитски слики од околу 607 wildfire events или пожари, шумски пожари. Овие податоци беа превземени од јануари до октомври 2021, тоест јануари 2018 до октомври 2021. Множеството беше објавено во труд во Nature и употребено токму за предвидување на ширење на шумски пожари. Сите податоци беа превземени од Google Earth Engine, така што секоја слика имаше 23 канали од environmental data. Значи, што значи тоа? Имаше time series за секој ден, како што траел пожарот, дур траел пред да трае и откако бил згаснат, каде се наоѓал пожарот, како изгледале временските услови, топографијата и вегетацијата, тоест vegetation index. Податочното множество беше со многу високи димензии, значи 23 канали и после процесирање више се накачија тие на 40. Плюс кога ќе додадеш и временскиот аспект, каде што за секој пожар имаш 13 дена, 14 дена во просек вака за процесирање, станува потешко за работа со такво податочно множество. Исто така имаше многу шум во податоците. Проблем беа и облаци, како што нели од сателит кога бидат снимени податоците, облаци може тие да ги покријат регионите, така што нема да добиеш баш правилна слика на што се случува во регионот. И исто така лабелите за тренирање беа многу небалансирани, каде што ти имаш слика од 128 на 128 пиксели и предвидуваш ти мал регион и уствари таргетот ти е исто така многу мал регион. И претежно тоа што предвидуваш и тоа што споредуваш се нули, така што тешко да се добие добра лос функција со такви небалансирани податоци. За post-processing направивме стандардизација на влезните податоци и исто така извадивме категориски варијабли за тоа каков тип на почва станува збор, дали е шума, дали е рамнина или е урбана околина со згради со куќи. Еве сега визуализациите малку поубави се од тоа што зборам. Гледате тука две слики, тоест два гифа од пожар како се шири во 2018 во август и во 2019 во септември. И ствари ова е како што почна пожар, како прогресира и како се гасни. Овие ни беа на влез податоци. За AI моделот што го употребивме, избравме ConVLSTM 2D, што е стандарден модел за предвидување вака на секвенции на слики. Доста е прост, веројатно сите знаете како функционира
или голем дел од вас знаете како функционира стандардно LSTM во спој со конволуцијска мрежа. Така што вадиш ти конволуции од секоја слика и уствари временскиот аспект ти доаѓа од LSTM делот на мрежата, каде што ти конволуциите уствари ги внесуваш и LSTM-от памти некако како се движел пожарот и што да предвиди наредно. Да, ево уште една слика од архитектура за ConvLSTM, мада претходната беше малце појасна. Зошто го избравме? Погоден е за Wildfire Prediction, значи повеќето модели што биле употребени за оваа цел се состоја од ConvLSTM или нешто слично. Дозволува Spatial Temporal Modeling, значи моделирање за време и за простор, време од LSTM делот, нели, и простор од конволуцијските слоеви. Исто така е многу lightweight моделот, што дополнително ни помага да речеме за целта што беше energy consumption да се намали што е можно повеќе. И со ваков lightweight модел, дури да не го ставевме на квантум, како што прават голем дел од тимовите, они пробуваат AI моделите да ги стават на квантни компјутери, дури да не го направиме тоа, решението е доста ефикасно. Тоа исто така е можда и мал недостаток, така што трансформатор, тоест трансформер модел, би функционирал најверојатно многу подобро за ова, но си рековме подобро вака попросто, бидејќи трансформери се малце потешки за тренирање, имавме ограничено 1 месец за работа, така што тргнавме со овој попростиот модел. За тренирање, датасетот како што го спуштивме од изворот беше во TIFF формат, тој го конвертиравме во HDF5, тоест Hierarchical Data Format, што многу побрзо се процесира него TIFF. Употребивме 5 time steps на 128 на 128 слики и со 3:3 конволуцијски кернел. Инче инпутот на мрежата беше тоа BTCH-W, Batch Temporal Channel Height и Width. Да, ова е усвари бројот на timestamps е хиперпараметар што може да се нагодува, но стандардно 5 за слики од 14 timesteps вкупно, тоест за секвенција 14-15, подобро вака помало, како што видовме. Го истрениравме за 30 епохи со L1 loss и cosine learning rate за scheduler. Пробавме и други loss функции, како dice loss, intersection over union, mean absolute error, буквално сите loss функции што постојат, и тие за сегментација што се специфични, и тие што за класификација и за регресија. Има многу простор тука за експериментирање, дефинитивно моделов не е перфектен, но се уште има работа и понатака во иднината целта ни е или да го замениме со некој појак модел или да фокусираме повеќе истражување за да се подобри овој. Доста подобрување добивме исто така и со feature curation, така што најбитните фичерс некои ги селектиравме и само тие ги носевме на инпут на мрежата. Бидејќи кога работиш со 40 фичерс, некад знае некои да не се битни, некои да се дупликати. И плюс мрежата како што беше проста, се случуваше што повеќе фичерс ставаме, толку повеќе податоците од фичер спейсот некако да претекуваат во предвидената мапа оствари на пожарот. Каде што ние му кажуваме пожарот е тука, ама оствари бидејќи инпутот му има многу ноиз од топографските карти што се многу некако рапави, аутпутот личеше баш повеќе на топографска карта него ли на пожар, и ова исто така има доста простор за подобрување. Без разлика, моделот што го истрениравме на крај ни заврши работа. Еве, input 5 time steps пример, и ова целото влегува во мрежата и предикшенот на десно, каде што предвидува дека малку се шири пожарот, и ова ни беше добро, бидејќи подобро беше, тоест подобро е да предвидуваш дека се шири пожарот него ли да се гасне. Worst case сценарио да предвидиш дека ќе се прошири, да знаеш каде ќе се прошири и да се фокусираш понатака за да се згасне со другиот дел алгоритмот, тоест квантниот дел,
со Cubosolverот, што сега ќе ви предава Никола Гилев, мојот колега. Повели. Фала. Океј. Значи, Cubo тој уствари делот кај што треба ние да го дефинираме проблемот, за да му го предадеме на Quantum, за да може да го реши Quantum, за да може QAA да го реши тоа. Што значи Cubo? Cubo е Quadratic Unconstrained Binary Optimization. Quadratic зошто? Зашто најголемиот терм, најголемата променлива која што може да се види у функцијата ќе биде на степен 2. Unconstrained нема constraints. Самата функција, освен тоа што вредностите кои што може да ги видиме се бинарни, ќе ви објаснам поубаво понатаму, и optimization, бидејќи оптимизацијски проблем пробуваме некој минимум да извадиме. Прво треба да знаете што е отприлика icing модел. Icing модел е може да се види како магнети на некоја 2D површина која што влијаат соседно едни со други. Тие имаат некаква насока, дали позитивна или негативна, и да, може да се види дека соседните атоми само влијаат едни на други, а останатите не. За тоа може да се опише и на функцијава која што кажува дека за двата поими сигма и сигма J имаат некое влијание помеѓу себе, J, интеракција некој имаат помеѓу нив. Таа го сумираме. Х е уствари некој бајас кој што се дешава од надворешното магнетно поле, кое што влијае на сите од тие магнети. Сега за од classical physics да преминеме на quantum делот, потребно ни е некоја ваква конверзија, која што уствари мапира од -1 и +1 на 0 и 1. Иста е функцијава горе што ја гледате, само што може да се поедностави, да се каже дека ние пробуваме да минимизираме некое x транспонирано, x е вектор, Q е нашата матрица од weights и пак помножено по истото тоа x. Каде што нели реков дека имаме бинарен проблем, x-от векторот се соединени од 0 и кецови. Што е x-от всушност? X-от е бит стрингот и тоа ќе ни представува на нас решението. Значи пробуваме аутпутот кој што ќе го добиеме, најмалата вредност од конфигурацијата за x ќе ни даде нас решение. Малку се појасно ќе ви стане понатаму ова. За ние да почнеме со поставување на проблемот, потребно ни е да го земеме аутпутот од моделот, да направиме у кецови нули, каде што кецовите представуваат пожар, нулите каде што нема пожар, нели? И да го исецкаме на соодветно колку кјубити работиме, толку делови. Ние нашиот проблем го решивме со 9 кјубити, тоа понатаму може да се скалира за да е попрецизно во иднина со развојот на квантните компјутери. Да, секој од овие делчиња, 9 делчиња представуваат, ќе ни представуваат нула или кец, за дали да гаснеме или не. Така, ова е нашата матрица која што ја произведовме, Q, за даден проблем. Таа матрица ќе е различна секогаш во зависност од пожарот кој што наблюдуваме. За пожарот сега што го видовте ово е тоа. Може да се види дека е триаголна матрица, симетрична. Може да е или горна триаголна или долна триаголна, небитно. Елементите кои што се наоѓаат на главната диагонала мора да се негативни, додека елементите што не се на диагоналната матрица мора да се позитивни вредности. Што значат овие ствари? Овие ствари уствари се вредностите за x1, да има пожар на тоа поле е минус 3,21 по главната диагонала, нели, соодветно за x7 до x9, а ов диагонал елементите се колку ќе влијае едното поле на другото врз текот на времето како се шири огнот. Да, откога ќе го извршиме овој алгоритам наш на classical way, може да видиме кои вредности би ги барале понатаму со QAA.
Значи може да се види дека минус 11,64 е вредноста која што ќе ја бараме на крај, односно тоа е битстрингот 0010 и така натаму. Тоа е X-от уствари пак. Оваа проверка не може секад да се прави, имајќи предвид дека ако користите се повеќе и повеќе атоми, по-комплексен проблем ќе стане, повеќе variables, не би можело да се реши толку едноставно. Затоа да го видиме QA алгоритмот, што е Quantum Adiabatic алгоритм. Adiabatic всушност значи споро движечко нешто. Ова може да ви го објаснам преку два примери. Еден може да го гледате како ова да се рампите, ова да се рампи на некој скейтборд трак и да речеме пуштиме некој скейтер по ова, се движи и губи моментум одреден период и се заглавува тука некаде. И не може да искочи од таа шуплина доле. Додека пак ако му дадеме на тој скейтбордер некој квантум својства, тој би можел да го премине ова рамнина, површина, сака што би го нашол евентуално глобалниот минимум. Исто може да се види, може да се разбери како пробување да се помести фрижидер полека, ама ако го турнете пребрзо, тој може да се преврти, така што мора да го туркаме споро и споро. Доволно споро за да не се преврти, ама евентуално да застане у глобалниот минимум. Да, ако имате прашање околу ова, после може, зашто не знам колку го објасниш. Да, сега, понатаму што, како би го опишале ова во формула, тоа би било, имаме некој H0 кој што е ground state-от и HP кој што е нашиот desired state на крај да стигнеме. Тоа се движи во текот на време, што представува T, и ние го тунираме ова во практично се користат ласери за да се изведе вакви некои за да се изведе алгоритмот. За да се продолжи, за да се представи проблемот помеѓу атомите, треба да се направи регистер кој што е уствари мапа од атомите, како реагираат едни помеѓу други. Тоа може да се представи со оваа формула која што уствари значи дека има некој Райденберг интеракции помеѓу атомите, C6 означува некоја константа за Вандервал силите, нели тие слабите сили кои што се помеѓу атомите, кои што се блиску едни до други, и R на 6 и J представува колку се одделени тие атоми. Тоа ни е многу битно на нас, бидејќи ако се премногу блиски, може да има колапс на целата ситуација, затоа ни треба да се доволно оддалечени едни од други. Ова е нашиот битстринг ова е нашиот регистар кој што го направивме за сегашниот проблем. Различен проблем ќе има различна конфигурација ваква. И ова всушност представува тоа пуштање на скиролот. Уствари што правиме е почнуваме од некоја почетна нула состојба тука за омега и се движи низ целиот флоу, каде што по некое време би стигнале пак до таа нулта позиција, нулта вредност, ама за секој од тие атоми имаме некоја вредност, некој weight кој што задаваме на таа функција. И битно е тука да се знае дека detuning map modulationот, што е ова уствари тука, треба да е секогаш нула, односно да не е пренагло тоа туркање, за да имаме некој колапс или непосакувани состојби. Да, и по извршување на овој алгоритам, ова е нашиот резултат. Може да видиме дека веројатноста да се појави тој бит стрингот е околу 450 пати, додека многу помалку е за останатите бит стринга. Што значи ова, да го интерпретираме
резултатот, тоа значи дека на позиција 3, мапата тука, тоа би било КЕЦ, тоа и тоа, таму би гаснеле пожарникарите огнот. Понатаму ова нели бидејќи е циклус, би се предало пак на алгоритмот, каде што пак би искалкулирало толку и толку изгаснато, таму и таму би се продолжило да се шири и тоа може да го видите на гифот таму. Не е најсејан бидејќи се уште бидејќи е со многу мал број на кјубити работиме, но со нивно скалирање би било се подобро. На брзинка едно демо да ви покажам. Зумни малку, ако можеш.
Фала ви на вас. Мислам дека уште преджески имаше едно прашање, така да може да почнеме од тука. Сакав да прашам, дали го земавте в предвид правецот на ветрот, бидејќи често правецот на ветрот го диктира правецот на ширење на пожарот, тоа може да се зема сателитски податоци. Да, за снимката треба. Ево за снимката. Тоа беше ембедирано во куба матрицата. За тие weights што зборев, всушност ние рачно прегледувавме кои од фичерзот од датасетот би ги земале за да понатаму продолжиме со проблемот. Се земаа предвид ветерот, вегетацијата, наклонот на полето и слично. Уште една работа што сакам да ја додадам е дека многу од проблемов е всушност, како да речам, многу од работиве не постојат или не се баш убаво дефинирани од почеток за како треба да го оптимизираме за квантум до како треба да го дефинираме проблемот и така натака. Воглавно беше итеративен процес каде што, например, конкретно ќе спомнам во кубоматрицата и како треба да се направат пресметките, пробувавме, решававме рачно, дискутиравме и така натака. Најголема предност добивме тука од читање на студии, каде што, како да кажам, како мали делчиња од слагалицата, студија по студија ќе најдевме по некои одговори, ќе пробувавме нивните комбинации за да стигнеме до нешто. Конкретно за тоа прашање што го прашавте, имаше една студија од MIT студенти, односно PhD студенти, што всушност го решаваат сличен проблем со deep learning на geospatial data, и во рамки на таа студија, например, имавме некои насоки за кон каде треба да размислуваме, кои податоци ги користиме и така натака, така што на крајот од денот многу од работиве беа итеративни. Значи, поточното множество е Wildfire TS, тоа ако сакате да го видите, може да го најдете на Google. Го има објавено на Nature, како што кажав, и може слободно се симне, само што се големо, 50 гигабајти. И ако го конвертираш понатака за процесирање, ќе ти биде 100 и нешто. Тоа поточното множество ги содржи сите временски услови, значи precipitation, wind speed, wind velocity, траекторија на ветрот. Сите тие работи беа присутни во поточното множество. Ние рачно го процесиравме ветрот само за кубоматрица да се пресмета, а за AI делот за предвидување на ширење на пожар, тоа беше оставено само на конволуцијските слоеви. Не правевме многу рачно таму. Се надам дека е тоа јасно. Дали ова со атомите што го представивте беше рановано некоја на квантум машина или беше нешто симулатор, се спомна, дали е ова симулација? Дали имавте шанса да го ранувате на нешто квантум? И што уствари представуваат тие атоми како на ласерот, како се поставува конфигурација, што представуваат? На симулатор е пуштено ова цело, не добивме ресурси да го рануваме на вистински квантни компјутери, ама надежно со понатамошна комуникација со Паскал би извадиле труд некаков со вистински пример. Само што нешто да додадам, дека конкретно за делот пресметките користивме библиотека што они ни ја дадоа, што беше ко хаш-хаш, у смисла не е јавно достапна и така натака. Целта на библиотеката беше баш да се овозможи ранување на вакви симулации, така што идејата нив беше да се испробуваат методи и техники со симулатор. Сите овие работи би требало да се, според нив и предавањата кои ги слушавме, еден на еден како би работело симулаторот, буквално го симулира квантниот компјутер. И многу од тие наштимувања на кубити и така натака би представувало процесот на како би требало некој инженер исто да го направи на квантна машина. Сега нели многу покомплексно го апстрактираме дел од процесот, ама генерално е симулација на целиот систем one to one. За атомите што праша, тие представуваат
буквално кецили нула дали да се гасне пожар или не, во зависност од колку на колку делчења поделиш сликата, толку атоми би имал. И толку покомплексен би ти станал проблемот, ама толку попрецизен би бил, нели? И можеш сликата да ја зголемуваш, као буквално квалитетот на сликата место имаш 9, не infinitely scalable, ама како што ќе зголемуваш атоми можеш да 1000 на 1000 ќе биде многу попрецизно и така натака. Да. Ако може во една минута да објасниш кој е мајндсетот за како треба да се постави проблемот за квантно да се реши. Затоа што повеќето тука работеле структурно во глава и како се извршува кодот структурно, линија по линија, тие што работеле AI знаат дека веројатносно со gradient descent, ајде да речеме веројатносно програмирање, како black box, што е разликата како мајндсет што треба да смениш за да почнеш да го наместиш алгоритмот за квантно процесирање. Кој ќе биде? Пробаме двајцата да го одговорам. Па најубаво да студираш квантна механика и квантни компјутери. За среќа баш имавме еден од тимот што тоа го студира и го разбираше сето тоа на некој начин доволно добро за да може и нас да ни го Владимир доволно добро ни го разбираше и реобјаснуваше додека не го сватиме конечно. Така што како што кажав и преескава за претходното прашање, многу од работиве не постојат или не се структурно дефинирани, многу од ствариве ко you just wing it, онака пробуваш да разбереш, пробуваш да видиш како се совпаѓаат работите и така натака, а во однос на менталитетот секако мислам шала на страна што повеќе ги разбираш системиве како работат, почнуваш и да размислуваш како би ги решиле тие проблеми. Например, една од тие работи што на почетокот не е толку очигледно е дека уствари проблемот ти треба да го представиш на начин што квантни компјутери воопшто процесорите можат да го разберат тој проблем и не е воопшто исто како нормални компјутери, а за да тоа го сватиш мора да учиш, мора да знаеш. Да, нагласам само дека има два типа на квантни компјутери, дигитални и аналогни. И сега ние конкретно работевме со аналогни квантни компјутери и тие се малце по наменети за оптимизацијски проблеми. Дигиталните компјутери работат така што ти ќе формираш одредено коло со одредени баш како електрично коло, само со речеме квантни феномени што се вршат врз влезот на колото. А аналогните компјутери работат вака со поставување на атоми во келија и буквално само екситирање на атомот, добивање на одредени енергетски состојби и потоа мерење на состојбата добиена и надежно ќе добиеш некое решение. За што е погодно ова? Па конкретно за Cubo е супер. Cubo е уствари проблем што е NP hard и може лесно се реши на квантни компјутери. Значи, кога ќе употребуваш квантен компјутер, уствари треба да видиш како ќе поставиш проблемот математички и дали е решлив уствари на ваков некој квантен компјутер. Значи, тоа уствари правевме, ние гледавме што може да направиме. Неколку постапки се quantum adiabatic алгоритам, нели Cubo и имаше уште неколку, само не ми текнува сега бидејќи на овие се фокусиравме. Да, мислам дека преска заборев, морам да го кажам, заборев да ви објаснам за ова баш како што е идејата со скейтбордерот што има квантни состојби, која причината зашто он може да помине низ овој рид е бидејќи може да фейзне through. Не мора да се труди да го надмине, туку може буквално поради тие квантни состојби да фейзне through и со текот на времето, нели ако ја памтите таа кривата што почнува од нула па завршува на нула, ги губи тие квантни својства и завршува некој глобален минимум. Тоа беше идејата. Ќе може уште едно слайдот кај што гледаме Q матрицата и уште едно објаснување дијагоналата зошто се позитивни, другиве зошто се негативни. Или обратно, како и да беше. Што уствари ни значи ова нас надвор од приказка за Wildfire, чисто оптимизацијски гледано.
што сакаме да направиме тука? Некоја минимална енергија и овие се интеракцијска сила едни со други, така? Океј, значи затоа се негативни на дијагоналата, бидејќи сам со себе нема никаква интеракција. Ава е океј. Океј, добро. Кога поставаш Q матрица, дијагоналата мора да ти е негативна и сите други вредности мора да се позитивни. Не мора, ама дефинитивно многу го леснува проблемот. И ова е тука еден школски пример уствари со некоја идеална Q матрица, мислам дека или ова нашата беше. Нашата, да. Имаше некој цаки и сова каде што дијагоналата мора да е негативна и сите други мора да се позитивни. Конкретно сега колегата што го работеше ова не е тука со нас, тоест двајцата. Така што повеќе не можеме да ви кажеме, извинете. Баш тоа што го кажавте вие, тие што се off diagonal елементите на матрицата представуваат интеракција помеѓу едни помеѓу други и ради тоа се позитивни. Дали, например, колку што сватив, има податоци и од сателитски слики, ама и географски податоци. Сега, дали е тоа нешто што го одредува алгоритмот кој да има поголема тежина, или е нешто што можете вие да го твикнете и сте го твикнувале? Пошто, например, сликите 5 што ги покажа Перо, изгледаше како експоненцијално на десно да иде пожарот, ама, например, ако дува ветер од лева страна, тогаш помалку вредност има сликата од сателитот и нема потреба натаму да го тераш, ама ако дува ветер на лево, тогаш нели би сакал посензитив да биде на таа страна алгоритмот? Не знам ли ме сваѓате? Може да се прави некој друг пристап каде што имаш, не знам, повеќе модели и у некој ансамбл тие да работат за wind speed, за температурата, за вегетацијата. Или некако подиректно да го ставиш, да не биде само deep learning, да имаш и некои така predefined rules, да речеме. Најверојатно ќе се шири пожарот у насока на ветрот, така. Мада ние тоа не го земавме пред, пошто сепак многу кратко време за многу работи и дефинитивно има доста изоставено, но ќе се потрудиме да го подобриме. Има ли некој друг? Мене не ми беше прашањето за што представуваат тие 9 кюбити. Тоа го разбрав туку повеќе што представуваше регистарот. Тоа не ми беше јасно. Зошто пример кецот да е во средина, нулата да е горе лево? Дали ти рече нешто како конфигурација тоа е? Сега како тоа ќе се преслика на квантна машина? Што ќе и тие ќе бидат делчето од сликата фактички пример. Дали еден регистар ќе биде за една слика или за за сите делови ќе бидат едно делче од сликата ќе биде на еден атом. Ова што го покажав тука на сите тие овие тука уствари им пушташ различен пулс, ги енергизираш и на крај да завршат пак у ground state-от, ама ти го решаваат проблемот бидејќи се имаат некаков спин, нели, имаат или up или down. Да.
беше прашање? Јас имам прашање не толку техничко, но дали ви беше забавен или интересен целиот процес или ви падна и пата им изгубивте коса од главата? Беше многу интересно на почеток. Да. И како што стигаш до крај, доаѓа пцуењето, потењето, кубење коса, нервирање. Усвари за мене најтежок дел беше пишување на deliverables, бидејќи не сум некој писател и знам да пишувам јас неколку реченици, ама кога треба да испишеш ти 20 страни и од тоа ти зависи уствари пласманото на преварот, е малце стресно. Значи, седевме така долго во ноќта до 3 сабајле, до 4 сабајле работевме на овие работи. Јас конкретно за EE моделот што работев, само пуштам едно тренирање, па вади garbage, па пуштам друго, вади garbage, менјам лос функција, правам нова лос функција, измислувам топла вода, пробувам некои нови за сегментација специфични, па не работат, па се враќам на буквално мин абсолют терор нешто categorical. И тогаш највеќе се нервира во ствари кога тренирам, вадам output и само го гледам outputот и е garbage. И тоа беше. Супер беше, да. Имавме два дедлайнс каде што требаше, уствари за првиот дедлайн да дадеме deliverable, што не е идејата, со што ќе работиме, кој датасет, кој модел, такви работи. Тој мислам дека го пријавивме 5 минути пред крај. Кога накаде рокот беше до 1 сабајле ставен, тоест на полноќ GMT, значи за нас 1 сабајле. Тоа го прикачивме 5 минути пред крај или минута пред крај. Вториот рок што беше за решението, тргнавме да го прикачиме минута пред крај, нака 12:59, и свативме дека треба и презентација да прикачиме тогаш, а ние си рековме ќе правиме презентацијата отпосле. Па што ќе правиме? Па Никола му пиша на ChatGPT, дај ми некој corrupted PDF да го прикачам. Зашто идејата беше на Владимир, прикачи корап презентација или мислам дека и ChatGPT како што го извади фајлот, буквално се викаше corrupted_presentation.pdf и тој го прикачивме. И среќа, не знам што се деси, дали Господ интервенираше, го продолжија рокот до 3 сабајле или до 4. Да, и голем дел од нас поло тимот си легна тогаш, ама другата половина, мислам дека Алек, Владимир и само вие двајца. И Котец не остана до покасно? Котец уште са, да, јас си легнав одма и му оставив на нив. Оние доработија презентацијата, ја спремија и утре дента презентирал 3 минути, ако сакат они да кажат нешто со тоа. Интересната работа за надпреварот беше што беше оценуван, сите тимови беа оценувани на 4 полиња. Deliverables, кодот, презентацијата, комуникација со ментори, тоа е нешто што заборавивме да кажеме. Сите тимови добија ментор од фирмата од Паскал, што беше некакво техничко лице најчесто. Топни се погоди менторот, супер. Онако французин баш небитно. Да, требаше да. Многу ни помогна и исто така ние нив им помогнавме, бидејќи како што кажав, таа библиотеката што ни дадоа пристап, најдовме проблеми, најдовме грешки, се подобруваше. Ради нас и уште еден тим, мислам дека беше буквално го подобрија процесот на како е документирана, како се одвиваат некои ствари. И да, и што беше друго, значи имавме технички deliverable, SDG deliverable, CADC pipeline, односно проектот GitHub, сите тие работи ни беа оценувани, презентацијата што требаше да ја презентираме и пред технички и нетехнички лица, и се што работевме цел месец, требаше 3 минути да го презентираме. Надвор од тоа супер беше, многу научивме и да, најсреќен бев кога сватив дека ги победивме кинезите и тогаш бев најсреќен, бев кога да, конечно. И така, тоа. Кој беше тимот што
Кој беше тимот што победи и што правеа они? Вие бевте втори, така? Да, и од кај беа? Тимот што победи беа, мислам дека тројца или четворица PhD студенти од Оксфорд. Што и другите тимови беа од PhD студенти од Оксфорд, кои стварно многу бевме среќни дека направивме, не, буквално во тој првиот рок, што го кажа Перо, имаше ко потесен круг и ние не ни очекувавме дека ќе бидеме одбрани, зошто би не одбрале. Потоа беа, мислам дека 15 тима после продолжија и во тие 15 второ место, така што имаше и други PhD тимови, конкретно идејата на првиот тим беше многу по, ако памтам убаво, многу по комерцијална или нешто така. Да. Да, ние бевме wildcard на преварот, кој го чекал Team Sigma Fellas Incorporated да стигне до таму. Првиот тим уствари, мислека, беа 5 души, нешто така, работеа за оптимизација на електроенергетски мрежи. И тоа уствари многу згодно, бидејќи работат со графови. И уствари сите графови се како енергетски постројки и кој би бил најефикасниот пат за пренос на електрична енергија од точка А до точка Б во даден граф. Даденост, нели, со како му доаѓа се цена за пренос, колку би дошло до загуба на електрична енергија, некои други такви работи, и како што гледате овие атоми се некако како подредени во граф. И усвари овие аналогни квантни компјутери се идеални за решање на оптимизацијски проблеми со графови. И лани мислам дека второ или прво место добија некој што конкретно оптимизира drug discovery, молекули. Да, и се одлични за молекули, за такви некои графови. Ние малце потешко тргнавме, кај што прво го замисливме проблемот и после се рековме добро како да го направиме у граф. И пробувавме ние со графови, ама тешко е, не е лесно представиш слика како граф. Да, тоа беше нивното решение. Доста добро, корисно многу, секоја чест. Ако има друго прашање. Целава тема на надпреварот беше енергетска ефикасност и слично, и првите слайдови нешто зборевте за compute per joule или нешто слично. И сега гледаме, ова е многу мало, ова е 9 qubits, 9 decision variables само. Ако ова се скалира на поголема бројка, ако може воопшто да се скалира, дали целава работа станува слична, да classical baseline е многу полош отколку quantum computing. Посебно кога мора поеки пати да се прави, затоа што нели нема скел сам по себе. Тоа беше, мислам дека во однос на едниот deliverable, тоа беше најголемата ставка што даваше најмногу поени, како всушност ќе се пресмета енергетската ефикасност и во рамки и не само на CO2 emissions, али од cost per joule и така натака. Идејата беше дека ние добивме уште еден прирачник и дополнителен материјал во форма на предавања, каде што ни објаснува како воопшто да ги пресметуваме работите. Некои од стварите требаше сами да истражуваме, имаше формули за некои од другите ствари, така што во рамки на тие формули беше вклучено и аспектот на скалирање, така што колку повише се скалира проблемов, толку поголема станува разликата помеѓу квантум и обичниот classical computing. Така што дури со 9 кубити има огромна разлика и тоа само се експоненцијално расте. Бидејќи квантум компјутерите можат, како што кажавме неколку пати, само додади поише кубити, подобра слика можеш да извадиш, подетална слика можеш да извадиш, ресурсите можеш подобро, дури тоа е intangible е тоа од друга страна. Самите ресурси, луѓето, водата, камиони, било што да речеме дека се користи, можеш подобро да го моделираш, повише инпутс да ставиш, подобри или попрецизни variables да кажеш каде треба, така што накратко кажано останува efficient и со скалирање и дури на некој начин релативно е поефикасно што повеќе се скалира.
1000 мислам. Моментално е 40. Не, 1000 има. Има тони компјутер со 100 кјубити што може да се користи, кој во принцип ние мислеме дека ќе работиме со тој, ама не ни го дадоа. А што туку извади еден со 1000 кјубити? Значи моментално тоа е прагот, 1000 кјубити. Барем за оваков аналог quantum computing. Друга е приказата за digital quantum computers, како на IBM тие што се. За тие не може да ви кажам многу, ако сакате слободно да прочитате. Имаат IBM многу убави туторијали и објаснување. Тоа, ако има нешто додатно. Тоа е тоа. Со тоа официјално сега за оваа сезона затвараме пајдата. Се гледаме пак од септември со нови презентации, нови презентери. Фала ви уште еднаш, дечки, од пајдата. Фала ви на вас, на посетеноста. Се гледаме на некое пиво тука у близина и Пале ако има некој збор да додаде. Мислам дека од септември навака секој месец правевме пајдата митапи. На митап групата веќе има околу 700 членови, што ми е многу драго. Се надам да, значи баш правевме некои истражувања, другите пајдати не се ни приближно, мислам во другите земји и градови не се приближно толку посетувани како тука во Скопје. И се надам дека ќе има интерес и од септември било кој од вас може да се пријави да презентира. Значи на плажа која ќе седнете, размислувајте. Значи у септември иде пајдата што ќе зборам. Слободно може да се пријавите. Ви благодарам многу. И тоа е тоа. Ако може некој една слика да ни направи, би било супер. Тука далечинско да не е? А не, уствари исклучено. Може некој? Ајде. Таман. Зашо вака да се сликаме? Да. Со завршетокот. Ајде. За стори или за пост? Имаше Миланова да праша. Че ги се била Петър. Се шала. И таман преврна, може да си одите, ама јас би сакала да останете, пошто има пиво, да се подружиме малце. Фала, ајде.